Следната недела почнува собраниската расправа за предлог буџетот за 2026. Документот ќе се најде пред пратениците во Комисијата за финансирање и буџет во петок. До утре пак може да се поднесуваат амандмани. Според предлогот, државната каса до година ќе тежи рекордни 6,7 милијарди евра. Планот на владата е да потроши околу 150 милиони евра повеќе од оваа година. Се очекуваат приходи од 6,1 милијарди евра, што ќе резултира со буџетски дефицит од околу 600 милиони евра. Очекувањата се идната година економијата да порасне за 3,8%, а инфлацијата да се стабилизира на 2,5%. Во буџетот предвидени се 7% повеќе пари за плати и околу 9,7% повеќе пари за пензии. Ова според опозицијата не е доволно. Од СДСМ велат дека цените неконтролирано растат, а платите и пензиите не го следат растот на трошоците за живот. Во новиот буџет за 2026 година не е предвидено зголемување на минималната плата на 500 евра, ниту мерки за намалување на цените. Тоа почитувани значи дека цела следна година граѓаните и работниците може да очекуваат уште поскап живот, а владата нема да преземе ништо. Сега е јасно, на ВМРО ДПМН и одговара граѓаните да живеат се полошо. Ова е стратегија за ослабнување на нивната економска моќ, за ширење очај и разочараност. Целта е да ги обесхрабрат граѓаните и работниците да бараат подобри плати и приходи, да ги прифатат политиките на ниски стандарди и ефтина работна сила. Од ВМРО ДПМН им вратија, доколку граѓаните беа на вистина незадоволни од работата на ВМРО ДПМН, немаше да и дадат толкава и убедлива поддршка на локалните избори. Тоа е најјасната порака од народот дека има доверба во политиките кои носат резултати. Како може токму партијата која со години го оштетуваше државниот буџет за лични и партиски интереси, денес да држи пресконференции за подобар животен стандард и економија? Колку е иронично што СДС зборува за инфлација, кога токму во нивно време државата се соочи со двоцифрена инфлација и економска нестабилност. Комисиската расправа за буџетот трае 10 дена, од кои најмногу 4 дена за општ претрес и 6 дена за амандмани. Потоа владата ги вградува измените во буџетот со кои се согласила и го враќа назад во собранието каде продолжува на пленарна седница. Таа според најавите од председателот на собранието Гаши се очекува да се одржи на 9 декември. Мартин Арсов, Сител телевизија.